Делегација од Македонското собрание неодамна учествуваше на годишна сесија на парламентарното собрание. На настанот учествуваа повеќе од 200 парламентарци од Европа, Северна Америка и од Централна Азија. По тој повод во денешните вести гостува пратеничката Моника Зајкова, шефица на македонската делегација. Добре дојдовте во Собраниското студио. Благодарам на поканата. Какви пораки беа испратени од настанот што на почетокот на месецот се одржа? Добро, ова беше парламентарно, односно генерална сесија на парламентарното собрание на ОПСЕ, во која што не е само 200, овој пат изненадувачки имаше многу повеќе делегации, можеби околу 600 или 700 делегации кои што беа присутни. На ова собрание се избира новото раководство на ОПСЕ, односно новиот претседател на ОПСЕ, избран колегата од Шпанија, Пере Джоан Понс, и се избрани новите подпредседатели на парламентарното собрание на ОПСЕ. Воедно и ова беше настан посветен на одбележувањето на 50 годишнината од склучувањето на Хелсиншкиот финален акт и еден вид на едно потсетување кои се вистинските темели на овој финален акт, а тоа е почитување на суверенитетот и територијалниот интегритет на секоја држава, но и почитување на човековите права. Ние живееме во едно време каде што повторно имаме еден агресивен ревизионизам, кршење на човековите права, конфликти, и мислам дека пораката беше дојдена во право време да се потсетиме дека Европската унија, односно Европа, е континент кој што треба да се темели на почитување на одредени принципи, меѓу кои што се и владење на правото, слободата, правата на луѓето, но и да се потсетиме дека дури во време кога се е нарушена довербата помеѓу државите или меѓу институциите, дека сепак не е конфликтот она кое што може главно да биде како решение, но дека дипломатијата е таа која кога е базирана на принципи може да биде единственото решение без никакви човечки или жртви и последици. Мислам дека ова собрание упати доста јасни пораки. Нашата делегација имаше обраќање на главната пленарна сесија во оваа насока дека мора да ги почитуваме оние вредности и принципи на кои што се градени нашите држави во европскиот континент, и дека ОПСЕ може да игра значајна улога во мирно решавање и превенирање на едни конфликти, бидејќи не треба да забораваме дека тоа е главната, најголема мировна или, ајде да кажам, безбедносна организација. Ви благодарам за денешниот разговор. Благодарам.